Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. Мој денешен гостин Јоне Станковски од секторот за спорт, млади и невладини организации при локалната самоуправа. Добре дојде. Добре ве најдов, Горан. Фала на поканата. Повод на почетокот на новата година да сублимираме се што се случуваше во областа на спортот, таму ќе се акцентираме пред се повеќе во 2022 и она што начекува во 2023 на тој план. Вака на прва спортски, што би се рекло, каква беше 2022? Освен Аргентина, што беше светски шампион. Така. Добро, ние се занимаваме со нашиот локалниот спорт и се она кој што како сектор го фаќа. Генерално секторот е поделен во спорт и млади невладини организации. Во делот за спорт кај што сме и денеска, како за и тоа што ќе разговараме. Можеме да кажеме дека имавме успешна година во делот на реализација на она што има како програма која што се реализира во рамките на секторот за спорт, односно делението внатре за спорт. Делот на работата на секторот за спорт е поделен во дел на поддршка на програми на спортски клубови и издруженија и поддршка на спортски манифестации, настани и проекти кои што се од област на спортот и поддршка на спортистите индивидуалци. И така е распределен целокупниот буџет. Во 2022 година имавме буџет од 33 милиони денари. И тој буџет беше распределен на, како што кажав, на спортски клубови, издруженија, манифестации, настани и спортисти индивидуалци. Она кој што последниве години го наметнавме е начинот на кој што се финансираат спортските клубови. Распишувате конкурси, барате конкретни програми, значи конкретно во текот на целокупната година што ќе реализира клубот и кај е нивната визија во делот на работата и во делот на човечките ресурси, меѓутоа и во делот на целата нивна програмска работа. Од друга страна, понудивме еден нов начин на финансирање на спортските настани манифестации, односно во делот на поддршка на спортскиот, еден дел на поддршка на спортскиот туризам. Така да, во најголем дел, поддршката на овие спортски манифестации оди кога се тие надвор од туристичка сезона. Значи, во делот на туристичката сезона, освен за водените спортови, сите манифестации кои што се надвор од туристичката сезона добиваат поголема поддршка од страна на тие кои ќе се додадена вредност на туризмот. На некој начин ги стимулираме спортските клубови да работат, односно да ги прават спортските настани манифестации надвор од туристичката сезона и да ја продолжат фактички туристичката сезона и допринесат во делот во развојот на градот, во делот на поддршка и на стопанство и така натаму. Така да, во 2022 година се реализира 27 спортски манифестации од различни видови, значи од делот на водени спортови, од делот на боречките спортови, од делот на атлетските настани, од делот на фудбал, ракомет и така натаму. Воведовме некои нови со под покровителство на општина Охрид, односно градоначалникот, се направи турнир за млади категории во фудбал, се почна со реализација на традиционален турнир во ракомет, меморијалниот турнир во чест на Крстандолски усташ. Така да се започна некои работи кои што не беа во минатото, меѓутоа се воспостави еден систем на функционирање внатре во самата општина, начинот на кој што сите спортски клубови може да добијат поддршка, меѓутоа нормално со воспоставен критериум и правилник во основа на кој што тие ќе може да апрецираат. Тука морам да те прашам, дали се доволни овие средства, некој ќе рече многу, па нас ни требаат во други области, така натаму, меѓутоа не може така да се гледаат работите. Секој сектор е посебна област, посебна приказна. Јас сум убеден дека овие средства не се доволни, меѓутоа состојбата реална е таква каква што е. И од друга страна, колку се испорачува од страна на спортските клубови, организатори на манифестации и која се ќе се собере, ќе се извага, што се вели, дали сме на задоволително ниво што се однесува до развојот на спортот? Секогаш може повеќе, меѓутоа согласно условите кои што
живееме и согласно буџетот кој што има општина Охрид, мислам дека сме на едно засега задоволително ниво. Меѓутоа, дополнително секогаш вложувањето во спортот имаме повратен ефект. Што значи тоа? Значи, како локална самоуправа целта е масовниот спорт, меѓутоа и даваме поддршка, како што знаете и на РК Охрид и фудбалскиот клуб, Но и на поединци и на таленти. поединци таленти, секогаш може повеќе, меѓутоа целта е масовен спорт. Масовен спорт во моментов имаме преку дали фудбалски школи, ракометни школи, училишниот спорт, Така е. спортските лиги кои што постојат во рамките на училишниот спорт, целта е реализирана. Повратниот ефект треба да го имаме долгорочно гледано. Значи, пред се да имаме создавање на здрави животни навики, создавање на здрава младина која што понатаму би била нормално вклучена во целиот тој општествен процес. Значи, здрави деца имаме. Да, од исклучителна важност е младите да се занимаваат со спорт. Така, од друга страна, во делот на спортските манифестации, секојаш ќе треба како сектор, како општина Охрид, ќе се стремиме да ги подигнеме на едно повисоко ниво. Што значи тоа? Да се препознатливи не Да само градиме бренд. Така, да градиме брендови кои што ќе се препознатливи не само во рамките на државата, туку и надвор, а тоа значи бенефит за градот. Полека, чекор по чекор тоа го правиме, значи имаме соработка буквално со сите, разговараме, имаме состаноци. Така да и она сега што дојде како можеби години се зборуваше дека водените спортови треба да имаат еден посебен во Охрид, еден посебен третман. И нешто кое што сега го работиме граначалникот, локалната самоуправа, секторот, нешто за 2023 година е фестивалот на водени спортови или Охрид Water Festival, кај што сите спортови ги обединуваме под една капа. Ќе се навратиме на 2023 со акцент токму на оваа манифестација, да затвориме 2022, а ќе биде затворена со прогласување на најдоброто од спортот во Охрид. Тоа ќе биде наскоро, на почетокот на месец февруари. Целата постапка е завршена. Веројатно одлуките се во процеси и завршени, истите ќе бидат соопштени на наредниве денови. Имаше ли квалитет овој пат при изборот и што одлучи, како одлучи комисијата? Добро, значи ево веќе втора година општина Охрид ја организира спортската манифестација најдобрите од спортот во општината. Оваа година, значи за 2023 ги прогласуваме најдобрите за 2022 и ова е на круна на секој спортист. Секој кој што во тековната година нешто работил, постигнал резултати, ние како општина, како сектор и нормално граначалникот заедно со советот ги вреднуваме тие резултати и нормално ги прогласуваме најдобрите. Секогаш може, јас реков, подобро, меѓутоа од она што го добивме како пријави, имаме задоволителни резултати. Значи имаме наши охриѓани кои што добиле високи одличија на големи меѓународни надпреварувања од светско, европско првенство. Пред се зборувам тука за индивидуални спортови. Не би сакал сега да ги отворам. Да, во ред, меѓутоа може да соопштиме прилика колку апликации имаш. Над 30 апликации имаше во различни категории, од спортист на годината, од Охридска спортска надеж, тоа се за млади категории. Имавме апликации за Охридска спортска легенда, луѓе кои што оставиле белег во текот на целиот свој животен и работен век во општина Охрид. Имавме апликации од спортисти кои што се охриѓани, меѓутоа се надпреваруваат за клубови кои што се надвор од Охрид. Имавме апликации за спортисти кои што се странци, а надпреваруваат за охридски клубови, за тренер на годината, спортска екипа на годината, така да буквално имавме скоро за сите, единствено немавме апликација само за спортисти кои што се со посебни потреби. Меѓутоа се надевам дека во следниот период, доколку постојат такви, дека ќе ги охрабриме да се пријават. Ова е, значи, една манифестација која што преминува во традиционална
која што години наназад не се одржуваше. Беше возобновена. И беше за среќа, возобновена, да. порано ја организираше Сојузот на спортови на град Охрид, меѓутоа сега целосно ја презема општина Охрид со оглед да и секторот и оделението кој што е во рамките има доволно и човечки ресурси, меѓутоа и луѓе кои што се од надвор, значи луѓе кои што на некој начин се во спортот, го пратат спортот и вие како медиум, значи кои што постојано сте како реакција будно ги пратите сите достигнувања во спортот, дел од таа комисија кој што на некој начин ја затвораме 2022 година во делот на спортот во општина Охрид. Така. 2023 начнавме и тоа ќе биде некако финале на овој краток разговор. Носи многу настани, апсолутно некои се веќе етаблирани, некои за прв пат ќе се одржат. Еден од нив е неделата на водни спортови, фестивал на водните спортови, нешто што ќе биде и спортски спектакл, меѓутоа и ќе придонесе за продолжување на туристичката сезона или привлекување на дополнителен број на гости во Охрид. Беше начнат тој концепт токму во ова студио во една прилика, но сега е веќе реалност, ќе биде реалност во 2023 година. Во кратки црти, што ќе му донесе овој фестивал на Охрид? Значи, фестивалот ги обединува, како што кажав, сите водени спортови, од пливање, ватерполо, водени лудори, едриличарство, кајак, веслање, скокање со параглайдинг, на прецизно слетување во вода. Значи, многу активности кои што се поврзани со вода. Ки имаме трка со кајчиња, охридско кајче, нешто кое што ќе е интересно пред се и за туристите, меѓутоа и за самите охриѓани. Многу активности, програмата некаде околу 1 март треба да се финализира, меѓутоа не е само тој дел, ќе е поврзано и со храна, значи храна која што се произведува автентично за Охридскиот регион и за Македонија, неколку дена ќе биде во тој дел. Иначе фестивалот негде ќе е 9 дена. Значи на повеќе локации, долг период на локации со оглед цело Охридско езеро ќе ни биде таргет, меѓутоа сместено ќе биде на Кен Охридско езеро, односно пред хотел Палас, главната сцена. Сите денови ќе имаме концерти кои што ќе се започнувајќи од 19 завршувањето е на 27 август. Сите овие денови ќе имаме различни активности од презентација на опрема, кои што самите спортски клубови за водени спортови има, до изложби, концерти, храна и така натаму. Значи, еден концепт кој што ќе биде препознатлив не само за Охрид и Македонија, туку воопшто во светот, затоа што го концепт го немаме во друга држава. Единствен, уникатен ќе биде. Да. Тоа ќе биде одлична можност за Охрид, за клубовите во Охрид, особено оние кои се занимаваат со спортови на вода, да бидат видени малку повеќе. Меѓутоа и една поголема соработка помеѓу сите тие клубови, затоа што сега се формира здружение кое што здружение ќе биде задолжено за реализација на Охрид Water Festival. Здружението е формирано од страна на сите овие клубови. Значи, здружението ги обединува охридските клубови, односно спортови на вода и на тој начин тие во следниот период ќе имате на поголема соработка. Што значи поголемата соработка? Од човечки ресурс да се помогнат едни со други, меѓутоа и да се согледаат слабостите на секоја организација поединечно во делот на организација на спортската манифестација и подигање на сите тие спортски манифестации на едно повисоко ниво. Секоја поединечно. Значи тука влегува и Охридскиот пливачки маратон. Да, се надеваме дека повеќе нема да има проблеми како што ги имаше во минатото. Веројатно подготовките овој пат се многу потемелни. Подготовките се започнати уште со самото завршување на минатогодишното издание на Охридскиот пливачки маратон и вие и јавноста знае со што се соочи минатата година. Значи, Охридскиот пливачки маратон беше ситуација во која што можеше целосно и да згасне организацијата.
Општина Охрид, градоначалникот презедоа активности, Охридскиот пливачки маратон се одржа. Воспоставивме една поголема соработка сега и со Пливачката федерација, меѓутоа и со сите чинители на кои што можат да помогнат во реализација на Охридскиот пливачки маратон. Пред новогодишните празници имавме состанок со Пливачката федерација на Македонија. Следниот период ќе се зачестат тие комуникации. Тука си е техничкиот организатор, пливачкиот клуб, Охридски бранови. Охридски бранови, така да си постои организационен одбор кој што тековно си ги работи работите и се надеваме на едно ново издание без проблеми кое што ќе си е во рамките на Охрид Water Festival, на фестивалот на водени спортови и ќе на додадена вредност со оглед дека Охридскиот пливачки маратон е бренд кој што е препознат во светот. Апсолутно. Дополнително ќе е додадена вредност на фестивалот, меѓутоа и сите други останати спортски настани кои што ќе се во рамките на фестивалот ќе добијат една повисока вредност. И сосема за крај, ги добивте програмите, апликациите од Тековно се уште се работат. Колку средства оваа година локалната самоуправа ќе издвои за спортот? Ова година за спортот издвојува 35 милиони 940 илјади денари, значи за Нешто над 4 милиони повеќе од нешто над 2,5 милиони Така, негде повеќе финансиски средства во кои што средства влегуваат, како што кажав, спортските клубови, спортските манифестации, спортистите индивидуалци, средства се кои што се субвенционираат користењето на спортските терени на ЈП Билјани Извори. Генерално голем буџет за охридски услови и можам да кажам дека по големина на ниво на Македонија, во рамки на општини, негде втор буџет по висина, по големина на буџет по глава на жител. Така да сметам дека обврска повеќе и за тие кои аплицирале нормално. Тие што аплицираат, меѓутоа и обврски и за локалната да се тоа добро го изменаџира. Посакувам успешна година на спортски план. Останатите теми во следна прилика, оно што го работи вашиот сектор. Особено со внимание ќе следиме што ќе се случува престојното лето и првото издање на фестивалот на водени спортови. Ви благодарам на издвоеното време и што бевте дел од Спорт Плюс, што на јавноста и ги доближивме состојбите во спортот во Охрид. Јас ви благодарам, само уште на крај ви додал уште една реченица. Охрид сам по себе е убав, сам по себе нуди многу можности за реализација на многу спортски активности кои што ние како луѓе, како спортски работници, единствено што треба е само добро да се организираме и да ги реализираме. Значи имаме толку природни убавини од природа, од планина, езеро, така да огромен потенцијал кој што треба да го искористиме и Охрид навистина да го направиме спортски светски град. Ете, со ова завршена мисла и со ова надеж дека Охрид ќе биде препознат спортски центар во светски рамки, се одјавувам и ве поздравувам.